Охридскиот регион во опасност од губење на статусот на УНЕСКО. Прв буџет на новата влада, стабилизација и раст. Колку чини животот на студентите во Македонија? Патување за 30 минути со ракетите на Маск. Најновите трендови во мобилната технологија за 2024. LG со нов растеглив екран. Современа македонска литература, традиција и новост. Манчевски прослави 30 години од пред дождот. Охридскиот регион е во опасност од губење на статусот на светско наследство на УНЕСКО поради неадекватна заштита, илегална градба и загадување на водите. Проблемите со незадоволителната заштита се сериозни, а следниот чекор е одлука на Светската комисија за наследство во 2025 година. УНЕСКО ги разгледува предложените мерки за заштита, но е важно да се постигнат конкретни резултати пред да се донесе конечна одлука. Првиот буџет на новата влада се поставува како основа за економски раст и стабилизација на јавните финансии. Главните цели се намалување на фискалниот дефицит, подобрување на јавната потрошувачка и зголемена поддршка за претпријатијата. Планот вклучува реформи во даночниот систем, како и инвестирање во инфраструктура и социјални услуги. Во исто време, се предвидуваат мерки за намалување на невработеноста и поддршка на малите и средни претпријатија за да се поттикне одржлив економски раст. Студентскиот живот во Македонија носи значителни финансиски трошоци, кои ги оптоваруваат студентите и нивните семејства. Од сместувањето, храната, превозот, па до материјалите за учење, сите овие трошоци понекогаш го надминуваат износот на школарината. За студентите од други градови, најголеми трошоци се сместувањето, кое во приватни станови може да чини од 200 до 400 евра месечно. Покрај основните трошоци, студентите се соочуваат и со тешкотии при финансирањето на животот, со ограничени можности за стипендии и се повисоки трошоци за храна и превоз. Многумина работат на скратено работно време, но ова има влијание на нивното учење. Илон Маск најави дека патувањето помеѓу градовите на земјата за помалку од 1 час станува возможно благодарение на новата ракета Starship од SpaceX. Пример за ова би бил лет од Њујорк до Лондон, кој би траел помалку од половина час. Маск ја сподели оваа идеја на платформата X, истакнувајќи дека ваквите летови можат да се случат за неколку години, ако добијат одобрување од Федералната управа за цивилни летови во Соединетите Американски држави. Цената на овие летови веројатно ќе биде висока, а удобноста на патувањето ќе биде минимална. Патниците нема да имаат пристап до тоалети или храна поради краткиот лет. Мобилната технологија во 2024 година ќе донесе иновации како интегрирана вештачка интелигенција која ќе ја подобри функционалноста на уредите, вклучувајќи оптимизација на батеријата и складирањето. Приватноста и безбедноста исто така ќе бидат клучни, со нови можности за биометриска заштита и откривање на кражби преку уредите. Преклопливите телефони продолжуваат да се развиваат, со повеќе екрани и поголема удобност, додека еколошките иницијативи во производството ќе се зголемат, како што се рециклираните материјали и лесните поправки за подолг животен век на уредите. Јужнокорејската компанија LG представи иновација која ја менува технологијата, растеглив екран кој може да се прошири до 50%. Овој екран е флексибилен и може да се прилагоди на различни форми, вклучувајќи истегнување, виткање и извртување, што отвора нови можности за употреба во електрониката. Растегливите екрани се многу тенки и лесни, со што се овозможува нивно користење на невообичаени површини, како облека или кожа. Оваа иновација значително ќе влијае на идните апликации и дизајни на електронски уреди. Вистина е дека македонската современа книжевност има длабоки корени кои се протегаат низ вековите, но своето модерно лице го добива во 20-тиот век, особено по Втората светска војна. Вистина е дека тогаш, по официјалното признавање на македонскиот јазик во 1945 година, се поставуваат темелите на современата македонска литература. Вистина е дека во тој период многу писатели и поети почнуваат да создаваат дела кои го одразуваат идентитетот, традицијата и модерните предизвици на македонскиот народ. Вистина е дека времето на социјалистичкиот реализам е обележано со литературни творби кои се фокусираат на теми поврзани со социјалната правда и општествените промени. Вистина е дека веќе од 60-тите години македонската книжевност почнува да се отвора кон нови правци како експерименталната литература и модернизмот.
Вистина е дека тоа доведува до ослободување од идеолошките рамки кои дотогаш ја ограничуваа креативноста на авторите. Вистина е дека денес македонската книжевност продолжува да се адаптира кон глобалните текови, истражувајќи нови стилови и техники на пишување. Вистина е дека современите писатели се фокусираат на жанрови кои опфаќаат фикција, поезија, есеистика и драматургија, со теми кои вклучуваат урбани приказни, индивидуални и колективни трауми. Вистина е дека критиката на општествените и политичките состојби е еден од најчестите мотиви во делата на современите автори. Вистина е дека тие истовремено се обидуваат да истражат и современи македонски идентитети во контекст на брзите промени во светот. Вистина е дека делата на многу македонски автори денес се преведени на различни јазици и се признати на меѓународно ниво. Вистина е дека сепак македонската книжевност се соочува со предизвици како што се ограничената поддршка за авторите и намалениот интерес за читање кај младите. Вистина е дека македонската современа книжевност изобилува со значајни автори кои оставија траен белег. Вистина е дека меѓу нив се издвојуваат имиња како Блаже Конески, кој беше основоположник на современата македонска литература и македонскиот литературен јазик. Вистина е дека Ацо Шопов е еден од најзначајните македонски поети со длабоко влијание во македонската лирика. Вистина е дека Владо Урошевиќ ги истражува фантастичните и магични реалистички теми кои го прават уникатен меѓу писателите. Вистина е дека Лидија Димковска е современа авторка со дела кои се преведени на повеќе јазици и обработуваат интензивни и провокативни теми. Вистина е дека Петрем Андреевски пак со Пиреј остави значаен белег во македонската литература преку обработка на историски и идентитетски прашања. Вистина е дека македонската книжевност е своевидно богатство на литературни изрази и инспиративни дела кои го одразуваат општествениот и културен дух на народот. Вистина е дека и покрај предизвиците, креативната енергија на македонските писатели продолжува да го обликува литературниот пејзаж на Балканот и пошироко. По повод 30 годишнината од премиерата на Пред дождот, филмот на Милчо Манчевски беше прикажан во кина, каде што привлече големо внимание од публиката и филмолозите. Проекциите беа придружени со панел дискусии, а Манчевски испрати видеообраќање. Филмот, кој е прогласен за културно наследство на Македонија, ќе биде прикажан и во Бразил и Словенија до крајот на годината. Манчевски објасни дека одбрал минимални дигитални корекции за зачувување на оригиналниот изглед на филмот. Охридскиот регион во опасност од губење на статусот на УНЕСКО. Прв буџет на новата влада, стабилизација и раст. Колку чини животот на студентите во Македонија? Патување за 30 минути со ракетите на Маск. Најновите трендови во мобилната технологија за 2024. LG со нов растеглив екран. Современа македонска литература, традиција и новости. Манчевски прослави 30 години од Пред дождот.